Македонија денеска по 14 пат е во акција за пошумување. За време на Ден на дрвото засадија својата иднина, денеска се очекува да бидат засадени над 5 милиони дрвца на површина од над 1100 хектари. Во акцијата на различни локации низ Скопје се вклучија министри, градоначалници, други представници на власта и јавни личности. Во раззеленувањето на Скопската општина Аеродром учествува и премиерот Никола Груевски, а председателот Ѓорги Иванов во неговата резиденција засади дрвце заедно со децата со посебни потреби од основното училиште Свети Климент Охридски од Ново село. Денешниот ден е прогласен за неработен, а општините организираат бесплатен превоз до локациите каде што се пошумува. Во текот на месецов ќе излезе оглас за пополнување на 181 испразнето место во итната медицинска помош во сите градови низ Македонија. Ке се примаат 80 возачи, 76 доктори и 25 медицински сестри, најави премиерот Никола Груевски. Донесовме одлука за целосно покривање на испразнетите места во итната помош во сите градови низ Македонија и очекувам огласот да биде објавен во наредните 2 до 3 недели и да се пополнат сите места, рече премиерот Груевски по заседувањето дрвце кај салата Јане Сандански во Скопје. Тој посочи дека слични акции се правени и во минатото и нагласи дека во последниот период значително е проширена мрежата на итната медицинска помош во градовите во кои таа досега не постоеше. Најголемиот производител на печурки од Холандија и неколку компании од металната индустрија кои произведуваат шасии се заинтересирани за инвестиции во Македонија. Ова му е предочено на заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Климент Чекеровски по бизнис средбите со представници на 15 холандски фирми од различни сектори, меѓу кои и хортикултурата, земјоделството, логистиката и металургијата. Како резултат на овие бизнис средби очекуваме во наредниот период неколку посети на компании од Холандија во Македонија, соопшти Агенцијата за странски инвестиции. Над 70 компании од различни дејности утре ќе ги представат профилите на потребниот работен кадар на саемот за вработување во Битола. Саемот во Битолскиот театар од 11 до 14 часот е продолжение на активностите на Агенцијата за вработување за организирање средби на работодавачите и лицата кои бараат вработување. Досега се одржаа саеми во Скопје, Штип, Неготино, Струмица и во Охрид. По Битола се планира организирање саем за вработување во Куманово до крајот на годината. По одржаните саеми за вработување досега се вработени околу 160 лица. Според најновото истражување на Transparency International за 2014 година, Македонија е една од највисоко рангираните земји која се справува со корупцијата во регионот. На листата Македонија оваа година има напредок од 3 места, на 64-то место, веднаш зад Хрватска и Словенија. Од 2012 година наваму Македонија бележи континуиран напредок од 5 места, додека од 2006 година Македонија успеала да напредне за цели 42 места во борбата против корупцијата. Transparency International констатира дека корупцијата останува сериозен проблем во светот и апелира да бидат преземени глобални мерки во борбата против неа. Македонија ќе остане со намалено присуство на своите војници во Авганистан и по завршувањето на ИСАФ мисијата до крајот на оваа година. На нашата земја ќе остане меѓу најголемите контрибутори според глава на жител, потврди министерот за надворешни работи Никола Поповски по состанокот на шефовите на дипломатиите на земјите сојузници на Алијансата, заедно со генералниот секретар Јенс Столтенберг и првите луѓе на Авганистан, на кој се разговараше за новата мисија одлучна поддршка, што почнува на 1 јануари следната година. Поповски во Брисел на покана на американскиот државен секретар Џон Кери во седиштето на НАТО учествува во дебатата за борба против џихадистите од Исламската држава. Во наредните 3 дена се очекува зголемување на нивоата на сите водотеци низ Македонија, особено во западните делови, поради обилните врнежи што ја зафатија државата, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. Потенцијално ранливи региони се горниот слив на реката Треска, односно областа кај селото Пласница и горниот слив на реката Вардар. Врнежите од дожд, проследени со високи температури, условија зголемување на сите водостои во земјава, особено во западна и северозападна Македонија, каде што се забележани неголеми количества наврнат воден талог во изминатите 24 часа. Генералното собрание на Обединетите нации синоќа усвои резолуција со која Израел се повикува да се откаже од нуклеарното оружје и своите објекти да ги стави под меѓународна контрола. За резолуцијата која беше предложена од Египет и поддржана од другите арапски земји, гласале 161 земја, 5 биле против, 18 воздржани. Во текстот на документот се наведува дека Израел е единствената земја на Блискиот Исток која не го потпишала договорот за неширење на нуклеарното оружје и затоа се повикува без одложување да се придружи кон тој меѓународен договор и
и да ги стави своите нуклеарни објекти под контрола на Меѓународната агенција за атомска енергија. Официјално Тел Авив ги отфрла тврдењата дека поседува нуклеарно оружје.